Кочани е нашиот зид на срамот, изјави председателката Гордана Силјановска-Давкова на традиционалното годишно обраќање пред пратениците во собранието. Кочани не беше само трагедија. Тој настан не доведе до зидот на срамот, а потоа и до можноста за катарза. Оти оваа трагедија не беше само чин на несреќа, туку и на системски пропусти. Толерирањето на корупцијата, несанкционирањето на криминалот и институционалната одговорност ја зголемуваат опасноста до точка на катастрофа. Во случајот на Кочани не зборуваме само за право, туку за правда, етика и морал. Ја разбирам болката на семејствата на настраданите. Го разбирам нивниот оправдан гнев и бес. Нивните барања за вистина, за одговорност и за правда се апсолутно легитимни. Единствениот легален начин како државата може да ги задоволи легитимните барања на семејствата е преку почитување на уставот и законите. Вон системското постапување не може да вроди со системски плод. Затоа треба да ги остави на мир обвинителите да обвинуваат, бранителите да бранат, а судиите да судат. Партиите и политичарите треба да ги прекинат дневно политичките препукувања на сметка на работата на судот и болката на семејствата. Нивните најмили не можеме да ги вратиме. Единственото нешто што можеме да го вратиме е вербата дека правдата е можна во нашата држава. Во однос на блокираниот евроинтегративен процес на Македонија кон Европската унија, Силјановска-Давкова изјави: Потребна е политичка волја, но не само наша, туку и на Унијата. Оти ние сме предложиле повеќе излезни решенија, а Европската Унија треба да избере едно или да најде свое креативно решение за деблокада на процесот. Ако има решение за Украина и Молдавија, лесно ќе се најде и за нас. Верувам дека во Европската Унија имаме многу пријатели кои ја разбираат абсурдноста на феноменот со кој што сме соочени. Пораката, почитувани, што ја праќам денеска од ова собрание, е дека без јасни гаранции од ЕУ и од Бугарија и без соодветни заштитни механизми, со уште една уставна промена, ние ризикуваме од овој процес да излеземе, како што старецот на Хемингвеј излезе од морето, со костур од риба, со соголен, изглодан суверенитет и идентитет, национален и културен.